Вторник, точно 9 часот и 45 минути и време за нашиот секогаш интересен разговор на секогаш интересни теми со нашиот, ќе кажам, професор по трудово право, професор доктор Лазар Јовевски. Прво, добро ви утро, секој утро, добре дојдовте. Добро утро и благодарам и за оваа можност и денес да сум со вас. И ние ви благодариме на континуираната соработка. За денеска договоривме темата, како и што ја најавивме впрочем за самите гледачи, дека ќе разговараме за работа за време на празник, за време на празници генерално. Ова практично би требало да ни биде една увертира. Би сакал да направиме една мала паралела, затоа што нели не гледаат меѓу другото и луѓе кои се работници кои за жал останале без работа во оваа тешка пандемија, тешка светска глобална криза. Како тоа изгледа кај нас, ајде да направиме, бидејќи секој знаеме, меѓутоа ајде да за гледачите да создадеме една слика, како тоа изгледа кај нас, како тоа изгледа на запад и како би можело да се поправи, како би можело да изгледа кај нас. Ајде да почнеме од основата. Па добро, темата е соодветна, сметам, за овој период од годината, бидејќи поминаа празници, но и доаѓаат празници кон крајот на месецот и почетокот на месецот септември, така што празниците се убава работа кога се може да се празнува, меѓутоа одреден број на работници и всушност празникот го поминуваат на работно место. Така што се поставува нели прашањето како работниот однос функционира за време на празници. И веднаш сакам на почетокот да напоменам дека работата за време на празници во Македонија е дозволена, значи можна е. Тоа не е нешто што е забрането и во пракса се случува често. Меѓутоа, во пракса се јавуваат голем број на проблеми и дилеми во однос на тоа кои права ги имаат вработените за време на празници. И суштината или суштинското право и суштинскиот елемент кој што секако ги интересира почитуваните гледачи е како ќе се плати работата за време на празнувањето. Сега, ако направиме една паралела, како што вие не напоменате на почетокот, кај нас и со одредени европски искуства, на иста линија сме во смисла да може да се работи во други земји за време на празници, меѓутоа разликата е во плаќањето е очигледна од една страна и од друга страна прашањето за злоупотреба на правата во однос на работењето за време на празници во голем број на европски земји од Европската унија, ако ги споредиме со нас, се на многу пониско ниво отколку кај нас. И тоа се тие два параметра со кои што ние всушност треба да се мериме и да се надпреваруваме, ако сакаме да го подобруваме аспектот на работните односи и во оваа област, односно во овој дел. Ова не е воопшто маргинална област, работата за време на празници, воопшто не е маргинална тема и воопшто не се маргинални проблемите кои што извираат од овој контекст работа за време на празници. Така што зошто велам не се маргинални? Затоа што голем број на работници, огромен број работат за време на празници, работат прекувремено, веќе тоа е една малце друга тема, но можеби ќе имаме време и да ја допреме, работат исто така и во ноќната работа, исто така се вклучени во делот на дополнителната работа, прекувремената работа. Така што овие неколку подточки што ги наброја всушност прават еден комплекс на поврзаност имаат помеѓу себе и всушност прават една целина и кога гледаме како се уредени и во Законот за работните односи и во општиот колективен договор приватниот сектор за стопанството, се забележува дека тие се во номотехнички се на едно место уредени и тоа е нормално и логично бидејќи самите се поврзани. Сега, ако ги земете нордиските земји или ако ја земеме на пример Германија, ќе забележите дека работата преку времената воопшто не е доведена во прашање дали да се плати или да не се плати. Искуствата говорат дека тие работни часови кои што се за работа за празник всушност и за работа во ден кога е неработен ден, всушност се така уредени да работникот тогаш зема плата во поголеми проценти од тоа што е кај нас уредено и во однос на
прашањето дали да се исплати или да не се исплати воопшто не е поставено на дневен ред. Воопшто не се дебатира за тоа. Не се дебатира, не се дебатира, точно така. Кај нас се дебатира. Во кој контекст, Андреј? Па самиот закон за работни односи не уредува детално како всушност работата за празник ќе се исплати, не ја уредува во детали, туку напротив остава простор со колективните договори, социјалните партнери ова прашање да го уредат. Од една страна тоа е во ред, затоа што е прашање кое што можеби и самите социјални партнери, тоест работодавачите и синдикатите, ќе можат да седнат да дискутираат и на најдобар можен начин за нив да го уредат ова прашање. Меѓутоа, тоа би било добро кога би имале ние развиен социјален диалог и висока свест, би рекол и социјална интелигенција во однос на тоа колку е значајно да се уредуваат овие прашања, да не се оставаат неуредени и колку е значајно кога ќе се уредат со колективни договори да се применуваат колективните договори. Имено, спротивно нова, поентата ми е дека во голем број на колективни договори не се допираат овие прашања, а и онаму каде што е уредено, како што е општиот колективен договор за стопанството, приватниот сектор, всушност во голем број на случаи не се почитуваат одредбите предвидени во овој колективен договор. Иако постојат, не се почитуваат. Така што кога почитуваните работници би сакале да дознаат како е уредена оваа материја во Македонија, ќе мора да го отворат општиот колективен договор, зборам за стопанството, значи вработените во стопанството, а не толку приоритетно законот за работните односи, бидејќи тој дава една општа одредба. А општиот колективен договор пак од друга страна би рекол соодветно уредува одредени прашања, меѓутоа и покрај тоа во пракса се јавуваат, Андре, одреден број на проблеми, односно дилеми за примената. И би можело, ако сакате, да ви дадам еден конкретен пример, многу интересен и актуелен. Многу често вработените кои што ме познаваат, пријатели и луѓе кои што не ме познаваат, на семинари и обуки ми го поставуваат следно прашање во однос на работата за празници. Многу често го поставуваат прашањето со Великден, како всушност се плаќа, кои се правата и обврските за работа на тој празник, на Великден. Великден секогаш паѓа во недела. И кога читаме општиот колективен договор, ќе видите дека за плаќање во ден за неделен одмор, кој што многу често во Македонија е неделата, а некогаш и сабота и недела, зависи каква е работната седница, се предвидува исплата, значи зголемување, додаток на плата, кој што е 35% од сатницата. Додека пак понатаму, самиот општ колективен договор вели за работа во празник е 50%. И во пракса се случува да одреден број на вработени работат во недела, а други работат во понеделник, кој што исто така е неработен ден, нели? Согласно законот за празници. И на едниот во недела да му се исплаќа, кој што работи баш на ден Великден, да му се исплаќа 35%, да се смета дека тоа е работа во ден за неделен одмор, кога генерално повеќето од луѓето вработените во Македонија не работат, а на оној кој што работи во понеделник да му се плаќа 50% плюс. И со право, тој што работи во недела вели: професоре, јас работам баш во недела кога е Великден и баш на тој ден земам помалку пари од оној колега или колешка кој што бил дома за Великден, го прославил празникот со семејството, а потоа отишол во понеделник на работа и тој добил додаток на плата, значи зголемен за 50% како што предвидува општиот колективен договор. Би сакал овде сега пред целата македонска јавност да ја разјаснам оваа дилема и всушност да укажам дека треба да се чита одредбата од почеток до крај, односно се видат сите ставови и сите алинеи во самиот член од општиот колективен договор кој што уредува оваа област. Што вели? Понатаму ако читаме внимателно ќе видиме дека постои посебен став во одредбата од колективниот договор кој што вели дека на вработените кои што работат на неработен ден, значи неработен ден, и ден кога е празник, потврдува потоа, тоест следниот став, на вработените им се исплаќа додаток на плата зголемен, значи сатницата зголемена за 50% од она што е предвидено како нормална
нормален надомест, односно плата кој што треба да го земе вработениот. Од тука, неспорно е дека работодавачите треба да го применуваат овој став од членот на колективниот договор кој што укажува дека и оној кој што работи во недела, на сам ден Великден, го земав тој пример, Да. конкретно. И оној кој што работи во понеделник, треба да земат додаток на плата зголемен за 50%. Не може неделата да се смета за ден за неделен одмор, бидејќи и де факто, и де јуре станува збор за празник. Ден за неделен одмор е посебно издвоен. Значи, ако работодавачот те викне кога одмараш, дали е недела, може да биде и среда, да ти биде ден за неделен одмор. Има и нели во маркетите, во трговијата каде што работат, не секогаш неделата или саботата е ден за неделен, за седмичен одмор. Без разлика кој да е денот за неделен одмор, ако повторно работодавачот на тој ден те викне да дојдеш на работа заради точно определени причини, и не може заради бахатост да те вика за тоа што така сака или за тоа што нешто има против тебе намерно да доаѓаш на работа, мора тоа да биде основано, законот па и општиот колективен договор предвидува одредени основи. Тогаш во тој случај имаш додаток на плата за 35% изголемен во однос на основната плата, односно основното плаќање по саат. Во сите останати ситуации, без разлика дали празникот паѓа во недела или понеделник или друг ден или петок, тогаш се смета по празничната, би рекол, тарифа за зголемување на плаќањето, односно додатокот на плата кој што изнесува 50%, така што според мене би требало и во едниот и во другиот случај да се исплаќа 50%. Во спротивно, самата одредба нема логика. Правниот систем мора да има одредена логика, да има правна смисла, да има смисла во животот, да го прати животот и тековите во општеството, во секојдневието. Во овој случај, вака ако се применува, а се применува, и тоа не еднаш, многу пати ме прашувале Андреј за ова, да во тој случај ова нема никаква правна логика како така се толкува одредбата, мора значи да се види целта која е на самата одредба во колективниот договор и така да се и применува, доколку на некој до крај не му е јасно што сакале креаторите на оваа одредба во општиот колективен договор, односно социјалните партнери да кажат или да постигнат. Така. Ајде сега малку да се префрлиме на прековремената работа. Поврзано е, нели, се. Пак тука предпоставувам дека јас ќе ги земам Соединетите држави во како пример, вие ќе ги земете Германија или нордиските земји. Ајде вака. Еве конкретно во Соединетите држави многумина на пример што работат, тоа е општо познат факт, многумина што работат, намерно работат прековремени часови за да нормално за да заработуваат повеќе. Сакам да кажам дека работат и по 12 часа на ден, можеби по некои. И сега тука веќе се причините се сосема други. Зборуваме за оние средно платени работни места и така натаму. На запад, во западна Европа, како што кажавме, Германија, скандинавските земји и така натаму, тоа е малку поубаво социјално поредено. Но кај нас не е никако поредено. Генерално, можеме да се согласиме дека генерално кај нас прековремена работа не се плаќа. Можам да се согласам со вас дека прековремената работа кај нас има проблеми во исплатата. Има проблеми во исплатата, ајде да не бидеме брутални, ама меѓутоа знаете кај нас ние сме многу пати земја на парадокси. И ако гледате како е уредена прековремената работа, нормативно во самиот закон за работните односи, како е уредено во општиот колективен договор, како е уредено во одредени број на грански колективни или договори или колективни договори на ниво на работодавач, ние добиваме една солидна, ја би рекол, многу добра правна основа за тоа како да се менаџира, како да се управува со прековремената работа, кои се условите, кога може и кога смее да се работи прековремено, до кој обем може да се работи прековремено, не може секој ден да се работи прековремено, цела година да работи прековремено и така натаму и така натаму. И ако видите во Законот за работните односи дадени се 5 услови кои што мора претходно да бидат исполнети за да се работи прековремено. Три од нив се логични услови и се на линија на животната логика, два се спорни според мене. Ја ќе ги набраме накратко кога веќе отвараме оваа тема. Да, апсолутно. Првиот услов е нели зголемен обем на работа, што има логика, ако нешто дојде нели итно да се потребно е нели тоа е од краток рок временски и ад хок тука нешто треба да се интервенира и има логика. Меѓутоа, понатаму се дава еден услов, а тоа е
за потребите на деловниот и производниот процес. Веднаш поставуваме еден знак на прашалник, затоа што се може да биде за потребите на деловниот и производниот процес. Така. Тоа мора да биде малце подетално уредено за да се знае кои се тие потреби за да се работи прекувремено за деловниот и производниот процес. Инаку во спротивно ќе дојдеме до она што го кажав претходно, за потреба на деловен или производен процес може да се работи секој ден прекувремено до целата година, тоа може постојано да што е забрането. Понатаму логика имаат и овие два услова, а тоа е да се заштити имотот, собственоста нели на самата компанија во случај на вонредни околности, виша сила и слично, или и од аспект на безбедност и здравје при работа, кога мора да се остане прекувремено на работа за да се заштити здравјето и безбедноста на самите вработени ако има некоја таква ситуација на работно место. Значи тоа се точно конкретни ситуации, освен ова што ја набројав втората, каде што не е до крај јасно што е тоа потреба на производен деловен процес, и последната каде што вели во сите други случаи уредени со закони, колективни договори и други подзаконски. Значи тука веќе имаме едно широко поле да се уредува, односно доуредува ова прашање на начин на кој што ќе сакаат и самата држава, односно законодавецот, но и социјалните партнери на другите нивоа на уредување на работни односи. И во тој контекст сепак овие два проблематични услови може да се прецизираат, може да се одработат и да добиеме една палета од 5 услови кои што прекувремено предвидуваат да се работи. Но законот предвидува една друга рестрикција, односно ограничување, а тоа е дека има фонд на часови, работни сати кои што можат да се искористат во текот на годината за да работникот работи прекувремено, и максимумот, лимитот, горната граница е 190 часа. Значи максимално вработениот може да работи 190 часа, освен по исклучок за одредени професии како што е Министерство за внатрешни работи, одбраната и евентуално здравствениот систем, кои што се исклучоци од овој горен лимит. Меѓутоа пред се однесува нели за стопанството, каде што имаме и голем број на злоупотреби од аспект на надминување на оваа граница горна од 190 работни часа во текот на една година, па се до тоа да не се плаќа прекувремената работа. Согласно законот, прекувремената работа секогаш мора да се пријави. Мора да се пријави во трудовиот инспектора, значи дека се работи прекувремено. Од друга страна, прекувремената работа се плаќа согласно општиот колективен договор и оние одредби кои што претходно ги споменав, се плаќа 35% повеќе работата прекувремена во однос на она што е основна саатница која што се исплаќа на вработениот кога работи во самото работно време. Инаку работната денела кај нас во просек е 40 работни часа, 40 часа. Нели најчесто, меѓутоа прекувремената работа дозволува да се работи максимално, значи во текот на еден ден да се зголеми работното време до 8 часа. Во рамките на една работна недела всушност. 8 часа на тие 40, значи 48 работни часа да се додаде плюс дополнително работење во текот на една работна седмица. Тоа да биде лимитот? Тоа е лимитот, горниот лимит на неделно ниво, на годишно ниво е 190 часа. Со тоа што секој работен час прекувремена работа се плаќа. Но ако вработениот работи над 150 часа, односно од 150 до 190 часа, тогаш има право на бонус плата, вели законот, односно дополнителна плата, или јас често пати за да биде појасно до вработените објаснувам дека тоа е така наречена 13-та плата. Дополнителна плата за прекувремена работа. Значи сатите се плаќаат од првиот до 190-тиот час. Но ако работи вработениот, ако надмине 150 часа во текот на годината, тогаш му се исплаќаат 190, односно му се исплаќа бонус плата. Така што во контекст на законските одредби има и други, но еве да не сега држам предавање во однос на оваа тема. Има и други одредби. Мораме да разјасниме. Така, тоа ми е и целта Андре да ги разјасним, бидејќи навистина во пракса има овде голем број на злоупотреби, проблеми, нејасноти. Сето ова вака поставено се чини нуди, барем според мене, една доволна правна законска рамка, подзаконска, автономна во делот на колективните договори, автономно уредување кој што дава сигурност за тоа како и колку и кога треба да се користи и употреба прекувремената работа. Во пракса, пак, е сосема друга приказна. Ја ги спомнав двата основни проблема, а тоа е непријавување на прекувремената работа и неплаќање на прекувремената работа, зашто ова второто е поретко, бидејќи во последно време гледам работените се охрабруваат да поведуваат одредени спорови за прекувремената работа
Инаку овие парични побарувања застаруваат во рок од 3 години во рамките на работните односи, без разлика од каква природа се, дали е за плата. Ама важно има раздвижување веќе во... Па во тој дел за исплаќањето има, веќе се охрабруваат и во јавниот сектор и во стопанството, меѓутоа не можеш да тужиш ако не се евидентирани работните часови. Так. Мора да се има доказ. Сега докажувањето на тоа дека вработениот работел прекувремено е сосема друга работа, значи најчесто тоа ќе треба да го прави со сведоци ако не е електронски евидентирано, односно ако доаѓал прекувремено на работа надвор од законот. Значи работодавецот ако го злоупотребил системот и викал вработени, како што вели народски кажано во наводници на црно да работат прекувремено, така што тогаш веќе имаме во постапката повеќе предизвици, проблеми за да се докаже. Меѓутоа за волја на вистината, ова е многу важен момент кој што многумина и не го знаете, јас несерично ќе го споделам со македонската јавност, а тоа е дека Законот за работните односи предвидува можност да работодавачот го распоредува и прераспоредува работното време. Тоа значи дека на годишно ниво може во одреден период работениот да работи на вистина повеќе во обем на часови, меѓутоа во друг период од годината да работи помалку од полното работно време, односно од 40 часа. Да работи помалку, некои денови воопшто не доаѓа на работа. И согласно Законот за работните односи, прашуваат професоре, тоа дали е легитимно, дали е законски? Да, законски е. Значи, две можности има како да се менаџира прековремената работа, или е со плаќање на истата, или е со прераспоредување на работното време во одредени периоди да се работи помалку и сума сумарум на крајот на годината да се дојде до всушност фонд на часови кои што се во просекот на полното работно време. Сакам да подотвориме една друга тема, баш бидејќи го споменавте ова, една друга тема поврзана токму со тоа, односно не интензитетот, па да, устари можеме да го кажеме интензитетот на работата, од аспект на тоа дека не секоја работа што се работи е со ист интензитет, и дека некогаш што се вели за 3 или 4 часа ефективна работа, зборуваме, значи ефективна работа е, например, потешка од да не омаловажувам, не ми е тоа целта, од, например, ете некоја канцелариска работа, каде што да имаш можност 8 часа да го исполниш тоа. Како е тоа регулирано и дали воопшто е регулирано? Секоја работа има своја тежина. Нашиот народ вели, нели, секоја планина своја тежина. Секое работно место, секоја работна задача си има свои предизвици. Некогаш се тоа физички стресови, некогаш се интелектуални, психички стресови, зависно од работното место, некогаш се комбинирани едното и другото, но во голем дел вашата теза држи како теза за размислување и за дебата, затоа што точно е и согласно проценките за ризик на работни места се проценува дека одреден број на работни места имаат поголем ризик, други работни места имаат помал ризик на работењето. И оној втор момент кој што го спомнавте, Андреј, а тоа е ефективната работа. Да, всушност на едно работно место не значи дека 8 часа во текот на работниот ден се ефективни, токму спротивното е, напротив, се смета дека од 5 до 6 часа се вистински ефективно работење во рамки на 8 часове на работен ден кај вработениот. Последни истражувања направени, точно знам дека беа во Шведска пред пар години. Не беше ни пред пар години, мислам минатата година дека беше. Минатата има и од предминатата година, има и од претходно нешто истражувано на оваа тема, и Шведска секако, да, го имам. Токму затоа тоа истражување, но има и во Франција. И во Франција. И има вашата омилена дестинација Соединетите Американски држави, и таму има во тој дел доста истражувања во однос на работното време и ефективното работно време, и се прави разлика, и недвосмислено постои разлика помеѓу тоа што е работно време и ефективно работно време. Сега, како е кај нас? Тие дури сакав и да се извинувам само да потенцирам за крај. Тие дури затоа размислуваат за намалување на работните часови. Токму тоа е и тезата која што ја промовирав, дали беше минатиот вторник или да, каде што навистина упатувам на тоа дека имаме ние подлога, основа и аргументи да намалиме одреден број на работни часови на неделно ниво, па да почнеме барем од администрацијата во тој дел. Го промовиравте тоа како... Да, точно така. Видете, кај нас во Македонија на ова прашање, ние кои што се занимаваме со ова с професорите, кај нас на катедрата на Правниот факултет Јустинијан I, каде што мислам дека генерално имаме навистина
професори не само во мојата област, туку и во останатите правни дисциплини, луѓе кои што се врвни стручњаци во своите материи во области, посветуваме внимание на вакви прашања, на вакви дилеми и ние, вклучително јас лично, и тоа како во овој дел и сум размислувал, и сум пишувал, и истражувам и слично. Во Македонија нема одреден број на, да би рекол, подлабоки детални истражувања, освен оние кои што ги правевме ние на нашата катедра на правниот факултет со колегите. И во контекст на сето ова можам да кажам дека самата законска рамка не прави разлика помеѓу ефективно работно време, туку зборува само за работно време. Ова менаџирањето на работното време, управувањето со работното време е оставено на работодавачите, на нивната компетентност, успешност, креативност. Да они тоа всушност на одреден начин го канализираат, го менаџираат. Сега, во недостаток на одредени законски обврски, каде што законодавецот или колективните договори наложуваат да се намали на работно време или да се прави разлика помеѓу ефективно и регуларно, обично работно време и така натаму, се чини дека на работодавачите им фали онаа едукација за која што зборувавме и во претходните емисии, во делот на тоа да разбираат како може преку менаџирање на работното време да изведат максимум од вработените. А не часовите, дека часовите не токму така, часовите се ирелевантни. Буквално е така. Ќе почнам од себе. За да напишам еден труд од 15 или 20 страни научен труд, можеби во минатото пред 10 или повеќе години ми требале 2-3 недели, месец и така натаму истражување и слично. Како човек навлегува во проблематиката, како навлегува во работата, еве лично забележувам дека ми е потребно сега помалку време да напишам одреден научен труд, отколку во минатото. Така и со други работни места, секако кога човек навлегува во деталите на работата, па и вашето работно место, Андре, во самото водителство, водењето на емисии, верувам дека има разлика помеѓу првиот месец на вашата работа и последниот месец евентуално од вашата работа, така што човек веќе навлегува во спецификите на професијата и на проблематиката на самото работно место и поинаку ги завршува работните задачи. Побрзо не значи и поквалитетно. Така. Да се разбереме веднаш, и истражувањата, особено на аспект на безбедност и здраве при работа, укажуваат недвосмислено дека оние вработени кои што работат подолго на исто работно место, посебно каде што има повторување на процесите, дали е на лента каде што се става нешто или слично, без разлика што имаат огромно искуство, можеби 10, 15, 20 години се на тоа работно место, како изминува времето, ризикот за повреди се зголемува. Веројатно кога е на почетокот повеќе се внимава, вработениот повеќе посветува на аспектот на фокусираност на самата извршување на работна задача. Како изминува времето, луѓето веројатно се опуштаат, имаат една рутинираност и истражувањата, статистиките покажуваат дека токму голем број на повреди на работни места и во Македонија се случуваат каде што има повторувачка, рутинска работа, рутински работен процес. Еве, малку излегов јас сега, поврзуваме различни теми и области, меѓутоа секогаш го правиме тоа и со тоа само се добива една поширока слика за работите. И мислам дека со овие укажувања и во делот на прекувремената работа, и во делот на работата за празници, но и генерално вака за самите работни места, всушност се добива една по-целосна слика кај почитуваните гледачи и во широчина, но и во длабочина за конкретни прашања, за тоа колку трудот, работните односи се материја, се област на која што не треба лаички, маргинално да им се пристапува, туку треба суштински да се пристапува. И ние на некој начин, конкретно вие, да им давате можност подлабоко да се запознаат со нивните права пред се. Како тоа функционира и што би можеле да направат. Така е, права на работниците кои што се од друга страна обврски за работодавачите. Така, токму така. Да. Ви благодарам, толку ни дозволува времето за континуираната соработка. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам и за секогаш интересните теми. Сигурен сум дека и за идниот вторник можеме да им закажеме на гледачите интересна тема, затоа што од самиот овој разговор секогаш произлегуваат по неколку теми од разговорите што ги правиме. Благодарам за можноста, навистина уживав и денес во разговорот.